Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во видеолекцијата по наставниот предмет Општество, наменета за ученици од пето оделение. Денес ќе ја обработиме новата наставна содржина туризмот во Република Северна Македонија. Туризам е стопанска дејност што е насочена кон организирање на патувања и привремено сместување. Луѓето патуваат за одмор, од забава, за рехабилитација, за посета на културни и спортски настани, природни атракции и посета на историски споменици. Во нашата земја развиени се планински туризам, езерски туризам и речниот туризам. Постепено се развива и селскиот туризам. За многу домашни, како и странски туристи, интересни се и многу бројните пештери, национални паркови, историските споменици и археолошките наоѓалишта со кои што располага нашата земја. Најголемо туристичко подрачје во нашата земја е крајбрежјето на Охридското езеро, а потоа и Преспанското езеро и Дојранското езеро. Градот Охрид е бисер на Балканот. Со својата традиционална архитектура е на листата на УНЕСКО за културно и природно наследство. Охрид има голем број на цркви и манастири и тоа е една од плюс причините да биде најголема туристичка дестинација. Значајни туристички дестинации во нашата земја се и другите две природни езера, Преспанско езеро и Дојранско езеро. Покрај природните езера во нашата земја и вештачките езера пленат со својата убавина и ги привлекуваат туристите. Таков е случајот со вештачкото езеро Мавровското езеро, кое што нуди многу можности, а тоа е риболов, кампување, прошетки и друго. Други вештачки езера кои што пленат со својата убавина и привлекуваат на голем број туристи се езерото Матка, Тиквешко езеро, Беровско езеро и уште многу други вештачки езера кои што ги има на територијата на нашата земја. Покрај езерскиот туризам, во нашата земја е развиен и планинскиот туризам. Најпосетувани планински туристички локации се Националниот парк Маврово, кој што е најголем во нашата земја. Во границите на паркот се опфатени планините Кораб, Шар планина, Бистра и Кричин. Примамливо за туристите е тоа што таму се наоѓаат голем број на речни долини, водопади, пештери и друго. Од вегетацијата на паркот најмногу има горска букова шума. Други зимски и планински значајни туристички центри се Попова шапка на Шар планина, Крушево на Бушева планина, Берово на Малешевски планини, Стрежево и Копанки на Баба и други. Во нашата земја е развиен и речниот туризам. Речниот туризам се одвива покрај реките. Таму сретнуваме спортски риболовци. На брзите води на реката Треска се одвива кајакарскиот спорт или кајак на диви води. Во нашата земја има и пештери, археолошки наоѓалишта и природни реткости кои исто така се многу посетувани како од домашните, така и од странските туристи. Такви се пештерата Момичек и Голубарница во близина на Македонски Брод. Археолошки наоѓалишта кои што се многу посетувани од различни туристи се
Хераклея, Стоби, Скупи, Баня Банско и много други. Природни редкости Кокино. Мегалитската обсерваторија Кокино е најпосетено туристичко место во Кумановскиот регион. И за крај, задача за вас ученици, изработи туристичка понуда. Избери локација, може да биде езеро, река, планина или друго. Соберете материјал, а тоа е слика, текст за убавините на локацијата што ќе ја одберете. И на крај напиши понуда со цел да привлечеш туристи со понудата. Ви посакувам пријатна работа.